И бидејќи го имаме нашиот следен соговорник на Skype, правиме една мала промена, одиме прво со разговорот. Кристина, може така, доаѓаш тука до мене, а веднаш потоа и со музика. Околу 26.000 мајки живеат само со своите деца и околу 9.000 татковци се самохрани родители. Условите на самохраните родители се подобруваат низ годините, но потребни се се уште поголеми промени за нивно полесно секојдневие. Токму така, Македонија неодамна беше дел од конференцијата за самохрани родители во Будимпешта, прва земја во регионот која делува на оваа тема и на политичко ниво. Самохраните родители во меѓувреме станаа повидливи во македонските закони, како и во кој сегмент треба да се унапредува регулативата, се само дел од темите кои што ова утро ги дискутираме со Станиша Станковиќ од организацијата Младиот семеј на разновидност, кој што го имаме на Skype од Белград во Македонија на утро. Добро утро. Добро утро на вас и на сите гледачи на Македонската радиотелевизија. Имаме интересна тема за разговор, тема за која што секако треба да се говори гласно, но ајде пред да преминеме на регулативата, да им го доближиме, да речеме, секојдневието на нашите гледачи, на децата и самохраните родители. Вие сте дете на самохран родител. Тоа што ни интересира на почетокот на разговорот, за да можеме да сватиме меѓу другото и дискутираме за борбата за поголеми права на родителите и децата. Како изгледаше вашето детство? Пред какви предизвици бевте исправени вие? Беше исправен вашиот родител? И што ви недостасуваше вам во процесот на раст и развој? Прво, пред да се благодарам за поканата и толку веќе покажувате иницијатива и позитивност да оваа тема за самохраните родители се покрене и во медиумите, поготово на Македонската радио и телевизија како јавен сервис кај нас, да влезе во една медиумска фела и да се покаже дека стварно самохраните родители пред се имаат и поддршка од вас. Што се однесува до конкретното ваше прашање, јас додека во моето детство немав никои сериозни проблеми, а поготово тоа што мојата средина знаеше и дека мојот самохран родител беше посветен со самохрана мајка. Од друга страна, пред се представува тој емотивниот и психолошкиот аспект, кога на вашите, например, родителски прослави, на вашите најголеми успеши во животот не е тука другиот родител. Ние секогаш преферираме да кажуваме другиот родител, не вториот родител, пошто за нас нема први и втори родител, родителите се тие, родителите се исти, но секогаш таа родителска фигура која што недостасува во самохраните семејства, поготово влие на тие деца, не само во нивното детство, ни понатаму во животот се чувствуваат дека не биле доволно или прифатени, или дека понекоја нивна вина се случуваат и да тие работи во нивниот живот. Сега сето ова што го кажа Станиша, што го имаш нели поминато како тинеџер, како дете, реши истото да го претвориш во борба и во помош за децата кои што живеат со самохрани родители. Зборуваме за сета активност што ја превземате, се разбира, како млади од семејна разновидност. Кажа Станиша на почетокот се заблагодарува на јавниот сервис за поддршката, но ние како општество треба на вакви млади луѓе да се заблагодариме за се што прават според искуството или позитивно или негативно кое што го имале во животот низ годините. Спомнавме во најавата дека Македонија неодамна беше дел од конференцијата за самохрани родители во Будимпешта. Како поминавте, со кого се остваривте средби, кои се заклучоците од оваа конференција? Таму дојдовте и со убави вести. Да. Сега за Македонија да биде дел од таа конференција, прво требаше да биде дел од Европското семејство на организации кои што се занимаваат со оваа тематика, односно сите видови на семејства, тоа COFACE Families Europe, кои што Македонија од минатата година, односно ние како организација, а и Македонија представува официјална членка и делува на оваа поле. Чисто да ги запознаме гледачите, COFACE Families Europe работи во директна легислатива со Европската комисија за социјалните политики наменети токму за сите различни видови на семејства. Па така и поканата доаѓаше од нашиот партнер, односно организација која што веќе 20 години работи за самохраните родители во Будимпешта, пошто ние сме единствената млада организација која што има млад тим и која што се занимава со младите од овие семејства, а не со нивните родители. И токму по 20 години постоењето на Центарот за самохрани родители во Будимпешта, а во пред на унгарското претседавање со Европската унија,
се направи една конференција на едно повисоко ниво, каде што беа присутни членови на самата унгарска влада, а понатаму и членови на Европскиот парламент, кои што всушност ги гласаат законите за овие семејства на ниво на цела Европска унија. А Македонија беше пример затоа што Македонија е единствена земја која што делува на Балканот по оваа прашање, а поготово кој што делува за младите од самохрани еднородителски семејства. Но што од сите овие искуства кои што успеавте да ги размените изминативе денови може да биде применливо во нашиот систем? Пред се, на самата конференција многу дадоа внимание на емотивниот аспект, односно дека децата ние се различна фаза од својот живот, односно и младите, како и тинеџерите, на различни начини го покажуваат пред се разводот, а потоа и губитокот на родителот. И на некој начин тоа ни даде можда и на тамошна иницијатива да делуваме заедно со пред се со психолозите во училиштата, во основните и во средните училишта, потоа и оние кои што нудат психолошка поддршка, чисто тие да ни кажат како со нивните искуства досега, дали воопшто имале искуство досега и доколку го имале, како тоа се однесува кај нас, иако знаме дека кај нас доста работи не се слични како во Европската унија, да видиме како самите психолози и педагози реагираат кон проблемите кои што ги имаат овие деца или воопшто не реагираат и како системот дава поддршка и понатаму. Она што е позитивно земено од самите разговори е тоа дека остануваме понатаму високо на политичката агенда на Европскиот парламент, што е многу важно дека ние како земја кои што треба да следи Европската унија, сите законски регулативи кои што треба да бидат исти, остануваат на ниво да ние полесно застапуваме и аргументирано пред македонските всушност институции и самохраните родители да бидат на некој начин вметнати и во законот, а еднородителските семејства конечно правно и терминолошки признаени. Од младиот семејна разновидност велите дека имаме сепак напредок на тема самохрани родители, имено самохраните родители се конечно видливи во законот и во одредени стратегии. Во кој сегмент добиваат повеќе права? Сега, самохраните родители, ја не напомнав на почетокот, тоа е кога другиот родител е починат и исчезнат во затвор или му е земено родителското право, додека пак и тие се во законот, односно во законот за социјална заштита во правилниците, всушност во правилниците. А од другата страна се еднородителските семејства кои што термин кој што се однесува на разведените или невенчаните брачни партнери. И всушност тие, односно еднородителските семејства не се во овие закони, ние се трудиме, но низ пракса, низ институциите, низ документи, низ стратегии, гледаме дека конечно и еднородителските семејства се земеат во предвид, иако морам да напоменам, за жал, од 2016 година, скоро пред веќе 10 години, е покрената темата да овие еднородителски семејства се регулираат, иако самохраните родители со последните стратегии за социјална заштита во Македонија се присутни како посебна точка и како таа точка не спаѓаат веќе во маргинализираните групи кои што уште повеќе зацврстува суштината и дека системот некако ги, да кажем, му дава посебно внимание. Кога сме кај предизвиците пред кои што се исправени самохраните родители, ги има бројни, меѓутоа еден особено важен сегмент се финансиите и алиментацијскиот фонд кој што жестоко се борите да се најде на агендата на нашите политичари. Црна Гора го воведе, ако не грешам, пред 3 години. Дали црногорскиот модел е добар и можеме ли, ако е добар, добро да го пресликаме и кај нас во нашиот систем? Да. Црна Гора е така некој држава кој што е предводник во тоа прашање, поготово за разведените брачни партнери, односно родител кој што има врска да исплаќа алиментацијата. И сега Црна Гора, иако пред 3 години го направи тоа, и минатата година она направи реформа, а всушност е реформата она кој што го даде, да кажем, позитивниот ефект од самиот алиментационен фонд, е тоа дека детето кој што не ја добива алиментацијата во рок од 1 до 2 месеци, ја добива потребната поддршка од државата, што на некој начин го избегнува од тој период, например од 6 до 12 месеци, доколку постои одредена бирократија, а тоа е всушност секаде ја има, и
да се намали таа бирократија на помал период, односно таа финансиска подршка која текако му е потребна на детето да добие од 1 до 2 месеци најмногу, а не од 6 до 12 месеци, како што е, например, со Хрватскиот алиментационен фонд. И за крај, системски промени дефинитивно ни се потребни, но ајде малку да позборуваме и за граѓаните, односно за нашата индивидуална промена. Потребна ли е едукација во однос на стигматизацијата? Прифаќаме ли како општество еднородителски семејства? И ја пред се би рекол дека повеќе префаќаме самохрани родители, пошто на некако имаме потајно во нас дека сушно другиот родител не е тука, дека не е присутен, додека пак за разведените брачни партнери е долга една дискусија помеѓу јавноста, без разлика дали е тоа во Македонија или на Балканот, а тоа е дека поготово овој дел за исплаќање на алиментацијата секогаш се наметнува реченицата дека тој родител исплаќа поддршка за другиот родител, за својот брачен партнер кој што веќе не е во заедница, а тоа не е така. Алиментацијата се исплаќа за вашето дете, за неговото дете, низиното дете, не се исплаќа за било каква поддршка за другиот родител. Што се однесува до самохраните родители, ја пред се би рекол дека поготово е таргетот на самохраните мајки. Ја го користам терминот самохраните родители, кој што е инклузивен и за самохраните мајки, за самохраните татковци, иако и татковците се соочуваат со општествени проблеми, тие сепак на некој потврст начин ги поминуваат тие општествени стереотипи и предрасуди, за разлика од самохраните мајки кои што имаат ограничување, поготово во помалите средини, во однос на нивната понатамошна едукација, до квалификација, развој, социјално домување, на некој начин па дури и вработување во одредени индустрии. Благодариме за информациите. Борбата трае и ова е тема на која што ќе говориме гласно и во периодот кој што следува. Добро е да знаеме дека имаме известен напредок и дека самохраните родители стана видливи во законот, но тука не сопира се. Борбата трае за оние 26.000 мајки кои што живеат со своите деца и оние 9.000 татковци кои што исто така чуваат по една дете. Станиша, благодариме. Тоа беше Станиша Станковиќ, врснички едукатор за правата на младите од еднородителски семејства. Оваа тема секако го заслужува вниманието и во периодот кој што следува. 7 часот и 55 минути. Некако ако поделиме по часови, можеме да кажеме дека тука го заокружуваме првиот дел од трите во Македонија наутро со првите теми кои што ги имавме предвидено во овој посервисен дел од утринската програма. По 8 часот, ако зборуваме за темите по важност, навистина сите теми ни се важни, но приоритет сега во овој период треба да не биде аерозагадувањето. Не за џабе се рекло човек може да има милион желби, но најважната е да биде здрав. Дефинитивно аерозагадувањето е поврзано со нашето здравје. Некој ќе рече пополнувате време секој ден да се зборува на таа тема по медиумите, веќе можеби и сте досадни. Има и такви коментари, морав ова да го искоментирам. Но ако отвориме апликацијата IQR и ги погледнеме вредностите и ова утро, ќе потврдиме зошто за оваа тема треба да се говори гласно. Повеќе свесност и најверојатно колку повеќе бидеме свесни за ова и побрзо ќе имаме опипливи резултати на терен. Во 8 часот вести, а веднаш потоа и тема за аерозагадување.